се работи за сиромаштија. Таму се работи, добро, ќе имаме шише пепси помалку месецов. Овде се работи за леп повеќе. Повеќето држави ги намалија платите во јавниот сектор. Повеќето држави ги намалија пензиите. Така. Еве сега слушнав Англија ќе намалува плати во државна администрација. Повеќето држави се откажаа од купишта проекти што ги беа започнале претходно. Земаа далеку поголеми заеми од колку што ние земавме. Воведоа далеку порестриктивни мерки од колку што ние воведовме. Добро е сега што граѓаните добиваат можност од 19 без визи да патуваат, па ќе можат малку подобро да споредат, ама не само да гледаат архитектура, згради и ова и она, туку и да поразговараат со луѓе кои што живеат во тие држави, да видат што се случи во некои од државите со кризата. Ја не верувам дека ние во кризата супер поминавме. Далеку од тоа. Ние имаме и како многу проблеми во реалниот сектор. Реалниот значи ова производство, индустрија и така натаму. Ние немавме во финансискиот многу крупни проблеми. Имавме проблеми, но не крупни, не пропаднаа банки и така натаму. Но во реалниот сектор имаме проблеми. Имаме вториот пункт кај што имаме проблеми е намалувањето на странски директни инвестиции. Значи, за разлика од другите држави, кај што еден куп банки пропадна и пари изгубија луѓе, ние имавме само во реалниот сектор и во делот на странски инвестиции. Јуто, кога ќе се споредиме со другите како помина. Имавте силни ветувања за големи инвестиции кога влегувавте и во подобро време те идеа многу тешко, идеа многу бавно, па имавте изговори дека треба години да поминат, дојде кризава и веќе замресе. Не, па Јанко, има податок колку биле странските инвестиции. 2007 година ние достигнавме највисоко ниво во историјата на земјата. 507 милиони евра странски директни инвестиции. Преходно, максимумот бил кога се продал Телекомот, Телеком една се продал, и Електростопанство, ЕВН, што го купи. Во тие години сме имале околу 250-300 милиони, 300 и нешто милиони евра во една година. Ние во 2007 и во 2008, без продажба на нити еден монопол, имавме скоро дупло тоа. Во 2008 исто така достигнавме околу 430 милиони евра странски директни инвестиции. Ни една година пред тоа во Македонија, ама ни една, буквално, кога сме продавале фирми, кога сме продавале монополи, телекоми, електростопанства, не сме имале, речиси, пола милиарда во едната и во другата повеќе од пола милиарда евра странски директни инвестиции. Значи, можеби некој не го почувствувал тоа. Ја не верувам дека за една година дуплирање на странски инвестиции сите ќе почувствуваат. Ама и некој пропадна. Еве, на пример, Сончев град. Не, тоа не го рачунавме. Се рачуна само парите што влегле. Не се рачуна проект што се планирал, па не се остварил. Па нели ставија, дадоа банкарска гаранција, $2 милиона дека за остварување. Ги реализиравме, не повлековме тие пари. Не. Затоа што град не се реализира. Значи, не се уопште. Јас зборувам странски директни што влегле пари. Значи што влегле пари, не рачунам некој што најавил па не остварил. Реалниот сектор највише страда, како и ние граѓаните, од превисоките камати. За да едно општество ние функционираме, потребни ни се кредити, потребни ни се свежи пари, да обновиме возен парк, да имаме капитал обратна вредност. Во кризава која го се случи во светот, сегде паднаа каматите, само Македонија како да е на Марс, ние ги пораставме каматите. Не можам да ја разберам таа логика, господин премиер. Добро, тука јас сум кажувал повеќе наврати дека имаме разлики во размислувањата и политиките со гувернерот на Централната банка. Тој има едни убедувања, ние во владата имаме, барам јас и неколку луѓе од економскиот тим што се занимаваме со оваа проблематика, имаме различни убедувања во тој дел и мислам дека и постоја и сега постојат можности за побрзо паѓање на каматната стапка. Да речеме чекајте, да, се извинувам. Да. Еве ќе ви прочитам нешто кое планирав да ви го прочитам и ви реков дека ќе го потребам зборот лицемерие. Лицемерно е да предизвикате зголемувањето на каматната стапка на Народна банка од 7 на 9%, како што тоа го направи владата со своето трошење, а потоа без било каква грижа на совест да се правите како да немате никаква врска со тоа и да изразувате задоволство што каматната стапка се намалила од 9 на 8,5%. Најмалку што можеше да направи владата беше да им се извини на граѓаните и на фирмите што заради неа цела година плаќаат повисоки месечни на кредитите. Сеедно кој да го кажал, кажано е во јавност, еве и ја јавно ве прашувам. Ако. Значи вака, Јанко, каматите пораснаа заради прво економската криза и второ заради одредени мерки што ги презема Централната банка, кои што во еден период беа до некаде оправдани, но во еден период според нашето размислување беа претерани и претерано долго се држеа.
Постоја начини порано да се намалат тие каматни стапки, постојат начини и сега и јас се надевам дека гувернерот и Советот на Народна банка сепак ќе одлучат во поблиска иднина да извршат одредени корекции на монетарната политика во правец на намалување на каматните стапки. А на овие одвинување како одговара? Од СДСМ се тоа пресконференција од СДСМ, не можам ништо друго да одговорам освен дека во нивно време, Добро. без криза имаше повисоки каматни стапки од овие. Сега во криза сме дошли на така и пак се враќаме на назад. Инаку пред да започне кризата, 2007 и 2008 година, каматите паднаа на најниско ниво во историјата на државата. Значи, повторувам, пред почетокот на кризата, со политиките на владата, каматите дојдоа на најниското ниво, најниското во целокупната историја на независна Република Македонија. Тоа значи дека нашите политики биле исправни. Се разбира, за време на кризата, како и секаде, состојбите се влошуваат, настрана што имаме и некои разлики со Централната банка, но по кризата јас сум уверен дека каматите, ако сме можеле ги спуштиме на најниско ниво во историјата на Република Македонија пред кризата, не гледам зошто после кризата пак да не ги спуштиме на историски најниско ниво. Ова што излегува сега по вестници Ставревски што го предлага да може владата да се меша во политиката на Народната банка. Се шпекулации, има вистина, тие несогласувања токму заради ова ли? Не е мешање. Не е мешање, туку се работи за два концепта. Во светот има два концепта. Едниот концепт е супервизијата на Народна банка, да е вака како тука во Народна банка. Другиот концепт е сите три супервизии на банките, на осигурителните друштва и на што беше уште една работа се да се обединат во едно посебно регулаторно тело, кое што е надвор од Народна банка. Тоа е борба на концепти. Добро. Ме интересира вака. Има еден клуб држави каде што овој концепт за кој што Ставревски зборува е успешно применет. Значи, не можам да ви убедам никако дека оваа казнена политика која се применува на граѓаните, дека нема да се намали, дека вие не отстапувате од борбата против неправилното работење. Тоа е барање да се спроведува законот. Значи, вие ако ме убедувате да не го спроведуваме законот, мислам дека не потпрашуваме. По некое време самите граѓани ќе речат не се почитува законот. Гледате што прават, каде е владата, каде е инспекциите, каде е државата, каде ова. Значи, допред 6 месеци не обвинува да се спроведе законот. И сега правиме се што можеме. Не велам дека е идеално, дека некаде нема кај што не се спроведува и така натаму, но правиме се што можеме да се спроведе законот и колку што може повеќе луѓето да работат по закон. Сега е се јавува нов бран, зошто толку да се спроведува законот? Ајде да не се спроведува сега малку ако може. Значи малку е тешка таа задача што ми ја даваш ти. Кукаат луѓето се жалат многу. Тоа е проста работа. Многу беше убав моментот